Поздрав до сите, драго ми е што и технички обезбедивме да се оствари оваа денешна врска. Поздрав до оние со кои се сретнавме во Кабул пред само еден месец. Поздрав до новите кои што пристигнаа, со нив последен пат се видовме во Скопје. Поздрав до нашите припадници во Босна и Херцеговина и во Либан. Сакам само да ве поздравам, да ви честитам и да чуеме од вас како се справувате. Предпоставувам дека ова сега ви е најтешкиот период од годината, кога сите слават, а вие сте одвоени со семејствата. Знаејќи го тоа, го организиравме денешниот настан. Да ве известам дека сите припадници на контингентот 8 и 9 во командата Коса главен град се здрави и живи и посебно денеска сме весели што можеме да си видиме најблиските. Благодарам на кажаната можност за семејствата да се проведбаш и на крај би сакала да ви честитам новогодишните посветени празници на сите што ме гледат. Поздрав! Благодариме ви, посакуваме на вас за него. Јас подписам ова пита, моје лично име и од името сите припадници на Еве, нашите најблиски присутни честитате, подпишите и пожелите празници. Почитувана министерка, господин генерал Мајер, драги колеги, родители и мили деца, ве поздравувам од блискиот исток, од прекрасниот Либан, земјата на Кедарот со најстарените градови во светот, Тир и Сидон. Сакам да изразам голема благодарност и почит до организаторите на денешниот настан, каде имаме можност да сме сите заедно, токму пред живите и новогодишните празници. Сакам да посетам на пријатниот Алберт Ајнштајн, рекол дека светот е опасно место, не поради тие со превъзборства, туку поради тие што ги гледаат и не предпремаат ништо. И затоа сум тука, заедно со моите колеги од секторот Запад. Во името на нашата татковина Република Македонија и Обединетите нации да помогнеме за подобар и посигурен живот на ливанскиот народ. На крајот, сакам да ви честитам новогодишните и божитните празници. Истите да ви донесат неизмерна радост, спокој и просперитет обкружени со вашите близки. И поздрав до најдобриот фудбалер Ата. Благодарим господина Мајер, ми посакуваме и вас за него. Користам моментот и многу благодарам за оваа организација да ви честитам среќна новогодишни божични празници на земјите, на сите членови на семејството на колегите во мисиите во светот и на колегите во Армана. Благодарам. Благодарим и ние господин Мајер, ми посакуваме и на вас за него. Стоиме целосно на располагање во секој момент за сите прашања и потреби кои ги имате семејствата да соодветно одговориме на сите необходности. Благодарам уште. Благодарам господин генерал. Добар ден на сите. Денеска главни овдека се припадниците на нашите мировни сили, припадниците на нашите операции надвор од државата. Меѓутоа и тие и јас сме тука заради вас, семејствата, мајки, татковци, сопруги, сопрузи и највеќе од се деца. Со цел колку што можеме да го надоместиме нивното моментално отсуство. Оваа година беше многу важна за Македонија, за Министерството за одбрана, за армијата. Имавме навистина огромен број на средби. Прв пат во нашата историја ни се случи генерален секретар на НАТО 2 пати да ја посети Македонија. Прв пат ни се случија 2 официјални средби со државниот секретар на Америка, со министрите на Германија за одбрана, за Франција, и тоа покажа дека армијата, Министерството и Македонија одат напред. Меѓутоа, ако ги анализирам сите средби кои имав чест да ги имам како министер на нашата татковина, средбата која што мене ми остави најголем впечаток беше посетата на вашите најблиски во Кабул. А средба во која што сме сите можеби најемотивни е денешниот повод, каде што многу конкретно гледаме колку се ризикуваат и од колку се откажуваат вашите најблиски. И затоа решивме
оваа година да се обидеме малку да го надоместиме нивното отсуство и да бидеме заедно и убедена сум дека ова ќе биде убава и важна традиција. Дополнително, центрите за транзиција кои веќе постојат во армијата и во министерството, ќе ги направиме да бидат центри за прва поддршка на сите семејства. И затоа денеска кога ќе заврши убавиот, ќе продолжи корисниот дел од средбата, каде што ќе разговарате со колегите од Министерството и од армијата како семејствата да бидат повеќе помогнати додека вашите блиски се надвор. Ние сме свесни дека за еден татко или мајка, сопруг, сопруга, син или керка, да може спокојно да врши многу тешка работа, прво што треба да му помогнеме е да не се секира за своите најблиски. Не можеме да ги надоместиме, но можеме да ви помогнеме. И затоа верувајте дека и во армијата, и во Министерството за одбрана секогаш ќе има адреса и луѓе на кои ќе можете да се подпрете. Затоа очекувам дека со нетрпение ги очекувате овие кои брзо ќе се враќаат. Се надевам дека околу Божик првата претходната ротација ќе стигне назад. Меѓутоа на сите други вас кои што имате допрва време, кои што туку ги испративте своите блиски, ви посакувам сила и ви најавувам целосна поддршка. А бидејќи знам дека децата највеќе го чекаат Дедо Мраз и мислам дека ми даваат знак дека доаѓа, дозволете ми да завршам, честитајќи ви ја новата година, честитајќи ги празниците. Ви благодарам за големата жртва која и вие ја правите. Сакам да кажам дека многу ја почитуваме и ја цениме. И сакам да ви кажам дека можете да бидете навистина горди на сите ваши блиски, заради тоа што ова што го прават не е лесно. Го прават во име на армијата, го прават во име на Република Македонија, го прават во име на своите семејства и навистина треба да бидете горди на нив. Ви благодарам и среќна ден новата година. Многу сум горда на мојот сопруг, како и сите семејства. Многу ги поздравам и посакувам среќни празници, исто и на вас, и да ни се вратат здрави и живи.